25 години баланс, четврт век, музика, љубов, култура и ритам. Од првиот бит до денес, ова е нивната заедничка приказна. Среќен роден ден, баланс! Најважно е да има човек баланс на умот. Доколку балансот во умот го постигнеме, сме постигнале се у живот. Тогаш немаше социјални мрежи, немаше телефони, немаше камери, беше по-природно се. Луѓето доаѓаа да се журкаат, да слушаат музика и тоа им беше приоритет. Пред се љубовта кон музиката. Самуил беше, да кажем, као гуруто, што не собра. Баланс го основавме ние сите четворица. Идеите беа сите мои, кај мене дома го почнавме баланс, буквално. Ја имав единствено опрема, грамофони, музики, они доаѓа кај мене, беа приморани да слушаат Детройт и Чикаго музики. Најглавните работи во баланс што се случи е доаѓањето на Дерик Бей, Кевин Сандерсон, Карл Грег и Кени Ларкин. Ние бевме првите во Европа што почнаа да ги носат нив тука. Мислам, меѓу првите, после Белгија и Терни. Баланс е самиот збор, става балансирање на одредени работи, дали е музика, простор, време, дизајни, цела планета, цел универзум функционира под некој баланс. Баланс за мене представува првата промотерска групација во Скопје, која што беше линкот на Скопје со детроитското техно. Имаат свој стил, своја естетика на звук, која што и денеска држат, и посакувам во наредните 25 години нека продолжат само во исти стил. Баланс представува за мене техно во Скопје. Имав среќа да го фатам од самата моја младост. Не знам денеска колку на 15 години може да идат на голема журка со голем звук и светски диџеи. Тоа беше толку првата журка што ја посетив. Дерик ме наградиште и све понатаму. Кевин Сандерсон и сите имиња од Детройт сцената што ги донесоа у Скопје. Се надевам уште многу години ќе работат на промоција. Моменти за паметење у Скопје за нашата култура, историја во електронската сцена, нашиот придонес кон електронската сцена. Една голема работа што се случи пред 25 години, прво како сама енергија, а и желба како да го донесеме електронскиот андерграунд светски звук во Македонија.